Добар ден, драги гледачи, вие сте во уште едно издание на Откриени тајни. Откриени тајни е мотивацијска емисија за тие што се вклучуваат сега и што почнуваат сега да не пратат. Трае 20 минути, има за цел да го подобри животот и постоењето, едноставно да помогнеме да го направиме вашиот живот посреќен, давајќи некои мудрости, податоци во врска со животот и постоењето. Секоја емисија има различни теми, темите ги добивам од тоа ја што ќе се инспирирам, како што е на пример денешната емисија, и во многу наврати ги прашуваме нашите гледачи да коментираат и да дадат своја тема која што ќе можеме да обработиме како тема во Откриени тајни. И како што кажав, оваа емисија е на некој начин моја идеја за темата која што ќе ја обработуваме во ова Откриени тајни, поради тоа што кон крајот на новата година традиционално во светот се поистоветува со завршување на нешто кое што започнало во претходната година. И новата година символизира некаков нов почеток. Така да традиционално во Откриени тајни, крајните емисии од годината зборуваме на тема цели. Целите се нешто за кое што сакаме да го оствариме, целите ги поставуваме, целите се нашите соништа, целите се нашата визија за иднината. Сега, идејата на ова Откриени тајни е дали имаме полесен начин како можеме да ги оствариме целите во годината која што предстои. Неодамно имав едно предавање каде што зборував на тема 7 точки како да ги постигнеме целите во 2020 година. Слушателите кои што беа на предавањето ги испиша своите цели, ги ставивме во една убава кутија и чекаме до наредната година да видиме кој ќе ги оствари неговите цели. Така да ве канам и во ова емисија на Откриени тајни. Едноставно забележете го тоа што ќе го кажам. Пробајте да ги спроведите целите на начинот според овие точки за кои што денеска ќе зборувам. Запишете си ги идеите, запишете си ги целите, запишете си ги желбите кои што сакате да ги остварите во наредната година и ќе се видиме, се надевам, поради тоа што се надевам да продолжи овој серијал и во 2021 година и да видиме дали целите се остварени според овие точки за кои што ќе зборам денеска. Кога зборуваме на тема цели, зборуваме на тема наш универзум. Гледате, имаме универзум кој што сме ние. Зборувам секогаш за духовниот универзум, за менталниот универзум и зборувам за физичкиот универзум, тоа е се она кој што се наоѓа околу нас, оваа прекраснелка, таблата, студиото, камерите, телевизијата. На некој начин преку тој физички универзум јас доаѓам во комуникација со вас и во физичкиот универзум целите се материјализираат или целите се реализираат. Но преди се можда можеме да се согласиме на една интересна констатација или една интересна мудрост дека физичкиот универзум е само одраз на нашиот умствен или духовен универзум. Ако сме ова ние, лично вака го цртам духовното бите или тоа што е секој еден од нас, имаме наш ментален универзум, а тоа се точно овие работи за кои што денеска ќе зборувам. Тоа се целите, тоа се визиите, тоа се желбите кои што сакаме да го оствариме. Имаме нешто кое што е физички универзум каде што сите тоа треба да се реализира. Без разлика дали станува збор за нова кола, дали сакаме куќа да купиме, дали сакаме да, не знам, стапиме во брак со девојката која што ја сакаме, дали сакаме да започнеме нова компанија која што ќе биде просперитетна и успешна во 2020 година. Така да сето тоа е дел од тој физички универзум. Но да се материјализира нештото во физичкиот универзум, треба да го имаме на чисто во нашиот универзум. Нашиот универзум е сениорен или е над физичкиот универзум. Се едно нешто кое што е факт почнало со нечија идеја или нечија имагинација. Тебе куќата во која што се наоѓам, студиото во кое што се наоѓам, куќата и собата во која што вие седите моментално, бил пред некое време нечија визија, нечиј универзум, да го купите тој стан, да изградите таа куќа и така натаму. Секогаш нашиот универзум е многу поважен од физичкиот универзум, поради тоа што физичкиот универзум е резултат на тоа што сме ние. Сега, ако ние сме во добра состојба, ако ние знаеме како да ги постигнеме целите, ако едноставно ги знаеме некои од правилата како универзумот функционира, како нашиот универзум функционира, како физичкиот универзум функционира, можда ќе можеме на полесен начин, ако има такво нешто, да ги постигнеме целите во годината која што следи. Така да почнеме со некои од овие точки за кои што сакам денеска да зборувам. Честопати зборувам за емоционална скала и како ние емоционално и духовно се чувствуваме. Првото правило како да ги постигнеме целите е никогаш немојте да донесувате некакви цели или одлуки кога се наоѓаме ниско
на скалата на емоции. Значи, првата точка за која што би сакал да зборувам е направете ги целите или формулирајте ги целите кога се наоѓате високо со емоциите. Значи, емоциите се еден битен фактор за тоа дали ќе ни се реализира нешто или нема. Сте виделе кога сме ниско со емоциите, секогаш обично донесуваме некои погрешни одлуки, ќе се скараме со девојката и прво нешто што ти доаѓа, окей, ќе раскинуваме. Не сме веќе заедно. И така натаму. Емоцијата диктира каква мисли, и каква идеја ќе спроведам. Колку сме по-ниско со емоциите, толку на некој начин по необстаночни цели формулираме. Затоа што сето тоа едно што ќе го замислиме на некој начин се рефлектира, поради тоа што е во нашиот универзум, се рефлектира во физичкото универзум. Прво правило е, кога сакаме да донесеме некакви цели за годината во која што едноставно годината која што влагаме 2020, да бидеме на високо емоционално ниво, поради тоа што емоцијата е фреквенција и таа фреквенција, колку е повисока емоцијата, идејата или целта која што ја формулираме е појака. Не е вистина дека ако сме љути, дека поради тоа што имаме жестина или која што имаме јачина или која имаме физичка сила, дека тоа е појака цел отколку, например, ако сме сталожени, ако сме спокојни, ако сме смирени, ако имаме сигурност во врска за тоа што го планираме, едноставно се чувствуваме среќна. И таа идеја која што ја спроведуваме во тој момент, фактички е многу појака од некоја емоција како што е љутина, антагонизам, огорченост, тага, секако. Сите понадолни емоции немаат на некој начин јачина во физичкото универзум. Фактички интересно е дека спротивното е вистина. Колку по-ниско сме со емоциите, колку со негативни емоции им приоѓаме на работите, толку повеќе работите бегаат од нас. Колку сме по-спокојни, колку сме по-сигурни, колку сме по-среќни, колку сме посталожени, толку по-брзо ќе ја привлечеме или ќе ја материализираме целта, но секако тоа е само една од 7 точки за кои што денеска ќе зборувам или една од точките за кои што ќе зборам денеска, ако не стигнем ќе идеме во наредната емисија. Но првото кое што е многу важно е кога ги донесуваме целите или сакаме да ги зацртаме нештата за станува збор за наредната година, но тоа не мораме да го правиме само на почетокот на годината, го правиме секогаш. Бидете на високо емоционално ниво, поради тоа што таа фреквенција ја зима таа идеја со себе и дефинитивно има влијание поради тоа што е дел од нашиот универзум. Емоцијата, како се чувствуваме во моментот кога донесуваме одлуки, визии, цели, имагинација за наредниот период е фактор кој што влијае на тоа колку брзо и колку на некој начин лесно ќе дојдеме до целта. Лесен е начинот на кој што се формулираат овие идеи. Гледате колку повеќе напор ставаме, толку помалку јака е вибрацијата и целта. Поради тоа што секоја емоција има своја фреквенција, високите емоции ја имаат точната фреквенција која што физичкото универзум ја сака за да може да ни помогне да ја оствариме целта. Втора точка за која што сакам да зборувам денеска е: често пати во животот имаме околина која што не верува во тоа што сакаме да го направиме. Се надевам дека вие не сте пример за тоа, но јас во мојот живот, како и многу други луѓе кои што ги познавам, за да дојдат и за да сонуваат, треба да имаат на некој начин околина која што ќе поддржи таа визија и таа цел. Потешко е ако имате околина која што не верува во вас и вашата визија. Ви се случило некогаш сакате и ќе кажете нешто за кое што сонувате, ќе кажете вашата цел, ќе кажете вашата визија и одеднаш околу вас може да имате околина која што ќе почне да се сомнева во тоа. Многу сонуваш. Или кажи минатата година дека ќе го направиш тоа, па ништо не направи. Знам. Што не било? Све си кажал, па ништо не си направил. Гледате, некогаш имаме во нашата околина такви луѓе. Некогаш се директно антагонистични кон нас и нашата цел, но некогаш знаат да се суптилно или на скриен начин контра нас. Поради тоа што е тоа што нас не спречува во околината. Гледате, имате едно битие и ако имате од другата страна друго битие кое што има контрастав,
или контрамисла на нашата мисла, на некој начин почнуваме се бориме со неговата мисла. Замислете, ја имам некоја идеја што сакам да ја реализирам и од моите најблиски, и обично станува збор за најблиските, нели, да бидеме искрени. Доколку станува збор за некој пријател мој, можеби воопшто и не ми е важно што тој ќе каже, но ми е важно што ќе каже татко ми, е важно што ќе каже мајка ми, сопругата, не знам, кој да е околу вас, браќата, сестрите, поради тоа што секој еден човек сака поддршка за тоа што сака да го направи во животот. Гледате, самите ние си имаме веќе проблем поради тоа што го имаме тој подсвесен ум кој што ќе не спречува, кој што ќе не стопира да тргнеме со цела пареја, поради тоа што ќе ни даде сомнежи, ќе ни даде негативни мисли, негативни идеи. И се замислете како би било кога дополнително на тоа би имате околина која што на некој начин ве спречува, ве стопира, отворено или скриено за тоа што го сакате. Втората точка, за да можеме да тргнеме во остварување на целите, на некој начин да се отсупресираме, да се ослободиме од тој притисок и таа пресија кој што околината ни го дава, колебањето кое што таа го има кон нас, сомнежите кои што околината ни ги дава кон нас. Она што ја би го направила, доколку би имал таква околина, доколку би ја чувствувал, затоа што битието чувствува. Гледате, вие знаете кој ве поддржува искрено, кој не. Без разлика дал некој ќе каже, станува збор за неговиот став и неговите акции. Дал се пријателски кон вас или не се пријателски кон вас. И овој дел мислам дека е барем за мене е многу важен, поради тоа што доколку не го направиме ова, нашите напори наместо да бидат насочени кон остварување на целта која што сме се зацртале, ќе бидат насочени на тоа да се докажам и покажам дека сум управо, дека сум ја зацртал таа цел. Но дали во тој момент работиме на целта? Знаете колку е важно да работите на целта без при тоа да имате внимание на околината која што постојано ве наблюдува и ве предизвикува дали ќе успеете или нема да успеете? Тоа е многу заморно. Поради тоа вториот чекор е да си направите околина околу вас која што ќе ве поддржи и која што ќе ве бодри, со други зборови која што ќе биде дел од вашиот тим, за вие да бидете релаксирани и да тргнете со вистински став во оствојување на целта и надминување на препреките. Што е тоа што јас би го направил во ваква ситуација, без разлика дали станува збор за моите родители. Некојаш може би станува збор и за родителите кои што се дури во поизминати години. Така, и синот или керката се возрастни, но може би имате ситуација каде што целиот живот родителите на некој начин не му верувале на синот или не го одобрувале тоа што прави. Многу е подобро да вложиме даден период, но да им пристапиме со убава комуникација, без кавги. Едноставно да пристапиме или на сопругата да ја кажеме: слушај, значи чувствувам дека се сомневаш во тоа што го направам. Сакам да го направам. Или знам дека ме почитуваш, но поддршката која што ми ја даваш не би помагаш со твојот став и со сомничавоста која што имаш кон мене и кон мојата цел. Многу ми е важно да имам поддршка, поради тоа што на тој начин ќе ми помогнеш со целото внимание да бидам насочен кон целта која што ја сакам. Или може би станува збор за вашата мајка која што е постојано во страв во врска со тоа дали ќе опстанете или нема да опстанете. Направете убав муабет, убав разговор, поради тоа што на многу од луѓето им е важно дали околината ги поддржува или не. И мислам дека во најголем број на случаи не станува збор за тоа дека некој навистина сака да не стопира, да не успееме, може би станува збор за нивна грижа. Добро, Жарко, како ќе успееш како мотивацијски говорник, кога како доктор, знам дека патот ти е лесен да дојдеш до опстанокот кој што го сакаш. Може би не сакам да сум доктор, сакам да сум мотивацијски говорник. Ете, може би треба да седнам и да разговарам со татко ми, со мајка ми, со кој да е, за да едноставно им ја пренесам мојата желба и кој е одлуката која што сум ја донел во мојот живот и зошто ја сакам целта да држам предавања и мотивацијски предавања на даден број на луѓе. Ете, тоа е многу важно, поради тоа што во спротивно ќе се борам да покажам и да докажам на родителите, на околината, на пријателите, на шефот,
дека заслужувам да трнам по таа цел, но 2 месеци веќе поминале. И знаете, повторно ќе повторам, воопшто не е убаво да бидете во околина во која што чувствувате дека луѓето не веруваат по вас. Одвоите момент, разговарајте, најдите го поволниот момент, бидете длабоко искрени зошто сакате тоа да го направите. Поради тоа што кога ќе го справите тој проблем, и вистински мислам дека е проблем, едноставно ќе бидеме повисоко со емоциите и ќе бидеме полесни. Нема да го носиме тој товар да морам да се објаснувам секогаш кога ќе најдам на некоја препрека, ете, ќе ми каже околината, гледаш колку е тешко, ти кажав, знаев дека нема да успеш. Тоа предизвикува стрес, тоа предизвикува грижа, тоа предизвикува товар. Едноставно тоа предизвикува негативни емоции, сакате да се докажете. Моментот на докажување и покажување дека треба да тргнам по таа цел, гледате, многу изгубено време. Вториот чекор е: комуницирајте со околината која што ви е важна и која што е околу вас, да ве поддржи во напорите и насоките и целите кои што сакате да ги превземете. Многу битен дел, многу битна точка, барем за мене, за да можеме да успееме во целта. Тоа е поврзано и со претходната точка која што ја кажав, затоа што ако имате околина која што постојано ве контролира и ве гледа дали ќе успеете или нема да успеете, на некој начин ви става грижа и страв, тоа е многу ниско со емоциите и кога ќе придеме на целта со таква загриженост и од наша страна, гледате колку е поубаво ако ја придам на целта релаксирано и да немам на кого да се покажувам и докажувам, едноставно мојата фреквенција е толку убава, толку лесна да работите ќе се случат. Но доколку јас сум у паника, дал ќе успеам, дал нема да успеам, леле сега ако не успеам, ама што ќе кажат моите или што ќе каже сопругата или што ќе кажат блискиве, гледате, тоа е стресот. И тој стрес е ниска фреквенција на вибрирање. И она што се случува кога вибрираме на таа фреквенција, обично работите ни бегаат. Поради тоа што човек кој што е во таква состојба на загриженост, страв и дека треба да се покажем и докажем на некого во околината, не ги прави исправните чекори. Поради тоа што не вибрира и не функционира на високо ниво на безгрижност, за да може да оствари целта. Безгрижноста е дефинитивно фреквенција, емоција, која што физичкиот универзум ја сака. На тој начин го поробуваме физичкиот универзум. Не го поробуваме со страв. Кога имаме страв, кога имаме негативност, кога имаме загриженост, кога имаме вознемирување, на некој начин физичкиот универзум не поробува нас. Изборувам за емоции, гледате, интересно е, универзумот физички функционира со вектори, со насоки. Ако сме блиску, ако сме ниску со емоциите, на некој начин нашата желба да постигнеме нешто предизвикува во физичкиот универзум нештото да го снема. Ви се случило во вашиот живот во моменти кога сте биле растеретени дали ќе постигнете нешто или не, едноставно грижата ви паднала и ќе си речеш па и да го постигнам и да не го постигнам, веќе окей. И одеднаш работата ќе се случи. За тоа зборам. Поради тоа што колку сме загрижени, колку повеќе напнатост чувствуваме во врска со дали ќе ги постигнеме работите или нема да ги постигнеме работите, ќе ни избегаат. Но тоа е поврзано со каква околина имаме околу нас. Наредната точка за која што сакам да зборам и веќе чувствувам дека нема да ги кажам во оваа барем емисија сите 7 точки за кои што сакам да зборам за новогодишните цели е интересот. Знаете, интересот е сноп на внимание кој што е насочен кон целта. Интересот наш кон целта е нашето оружје за да ги надминеме препреките. Секогаш кога имаме цел, имаме препреки кои што мораме да ги надминеме за да стигнеме до целта. Интересот е нашата моќ, нашата јачина, тоа е нашата намера, одлучност да ги постигнеме нештата. Секогаш велам дека децата се мајстори во постигнување на целите. Ако ги анализирате само децата, ќе сватите дека навистина децата природно знаат како да ги добијат работите во физичкиот универзум. Едноставно толку се заинтересирани за нештото да го добијат, постојано го зборат тоа на родителите, имаат сноп на внимание толку јак кон целта, да ништо не може да влезе помеѓу нив и таа цел. Тој интерес на некој начин не штити универзумот физички да влезе стоповите да ни влезат помеѓу нас и помеѓу целта.
доколку нашиот интерес падне. Тоа што се случува? Родителите или некој, општеството, кој да е, ќе ви стави бариера, препрека помеѓу вас и целта, и поради тоа што го немаме јакиот интерес, едноставно велиш, се откажувам. Доста е. Но интересот е снопот на внимание помеѓу вас и помеѓу целта. Гледате, предизвикувате на некој начин власништво и викаш, ова е моја одговорност и таа цел е моја. Може би тоа е добар термин само да го објаснам. Власништво преземете врз вашата иднина и целта. Многу малку луѓето преземаат власништво на својата иднина. Како преземаме власништво? Со тоа што ќе оставиме интересот кон целта и на некој начин ќе си кажеме дека тоа што е таму заслужувам да го имам јас и тоа е веќе моја. Но веќе минутите се ближат и мислам дека тоа ќе го зборувам во наредната емисија на Откриени тајни, а тоа е како точно да ја воспоставиме целта, како точно да ја формулираме нашата цел за универзумот да ни помогне таа цел да дојде до нас. Најде да ги повториме за крај, барем овие точки кои што ви кажав во оваа емисија. Првото беше дека емоцијата, на која емоција сме, влијае кога поставуваме цели за некој нареден период. Немојте да сте ниско со емоциите. Ниските емоции на некој начин не се воопшто јаки. Иако некогаш се плашиме од луѓе кои што имаат деструктивни емоции, у суштина не се јаки. Знаете кои се јаки луѓе? Луѓето кои што се на висока емоција, кои што се спокојни, кои што се среќни, кои што имаат сигурност и самодоверба и на некој начин знаат како да дојдат до целта. Второто, за кое што зборував, беше доколку имате луѓе кои што се сомневаат во вас и во вашите цели, разговарајте со нив. Најдете убав, пријателски, благ начин како и тие да дојдат да бидат ваши сојузници, наместо да ви бидат на некој начин соперници во остварување на вашата цел. Третата работа за која што зборав е интересот. Никогаш немојте да го загубите интересот кон целта. Зошто вие сакате да ја постигнете таа цел? И во животот, знаете што, секогаш зборам, целта е најважна. Сето друго е на некој начин пропратно, поради тоа што животот е игра, а главното нешто кое што една игра го има е целта која што сакаме да оствариме да победиме. На патот кон целта имаме препреки, но идејата на животот е да ги најдеме решенијата, да ги надминеме препреките за да стигнеме до целта. Едноставно е, но цел која што можеме да ја оствариме и која што сме тргнале да ја остваруваме е клучот за нашата среќа. Ако сакаме да немаме среќа во животот, треба да немаме цел или да не тргнеме да оствариме нашата цел. Откриени тајни е тука да помогне да ги остварите вашите цели. Не успев да кажам се во оваа емисија, но чекам наредната сабота во наредното издание на Откриени тајни, каде што ќе продолжам да зборувам истата тема, поради тоа што доаѓа нова година и нова година е на некој начин символика за нови почетоци. Ви посакувам убав ден, се гледаме наврзо. Пријатно!